Општина Тетово на својата интернет страница објави список на лица кои имале договор на дело со претходното раководство, а поради што тврдат дека општинскиот буџет е оштетен за над 7 милиони денари. Според денешната информација на општина Тетово се работи за вкупно 811 договори склучени во 2021 година, заклучно со септември, со 544 луѓе. Од тие 250 лица донеле извештаи за сработеното согласно договорите, додека 244 лица немаат донесено извештај. На лицата кои донеле извештај за сработеното согласно нивниот договор ќе им бидат исплатени сите преостанати плати кои не беа исплатени како резултат на увидот за овој законски прекршок на претходната власт. На оние пак кои не испратиле извештај за сработеното, ќе им биде испратено известување за враќање на добиените средства од нивните договори во буџетот на општина Тетово. Во спротивно ќе се соочат со кривични пријави, стои во соопштението. Оваа постапка беше најавена лани од градоначалникот Билјал Касами една недела по преземањето на должноста. Тогаш објави дека општината исплаќала плата за 340 редовно вработени и над 350 хонорарци. Рече дека ќе се преиспитуваат сите кои земале хонорари, а не оделена работа. Општинарите велат дека ваквиот тренд на објави ќе продолжи тековно и сите договори на дело ќе се објавуваат секој месец на веб страницата на општината и на Facebook. При преземањето на власта, Касами рече дека општината е во тешка состојба поради високите износи за плати и хонорари, како и долг од над 24 милиони евра. Жално е кога го гледаме во каква состојба ни остави општината претходното раководство. Општината ја најдовме со многу долгови, како и со бројни неправилности во сите области. Но граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината. Граѓаните треба да знаат каде одат нивните пари. Граѓаните заслужуваат да знаат што се случува со нашата општина. Податоците воопшто не се добри, многу се вознемирувачки. Како што ветивме и во текот на изборната кампања, така правиме и сега. Сега, транспарентноста и отчетноста се наши приоритети. Во текот на нашиот 4-годишен мандат ќе известуваме континуирано пред граѓаните. Според градоначалникот, од вкупно 24 милиони евра, 14 милиони се на името на општината. ЈКП Тетово должи 9,7 милиони евра, 187.000 е долгот на градски паркинг и 77.000 евра должат училиштата.